Дали Исус е твой Господ? Тоа е насловот на проповета, која што денес ќе ја слушаме, за која што ќе зборуваме. Ако читаме во Откровение 17 глава, 14 стих, таму се вели вака: тие ќе војуваат против јагнето. Се мисли на земните цареви кои што ќе се подигнат против јагнето, а знаеме кој е јагнето? Исус. И вториот дел од текстот продолжува и вели: и јагнето ќе ги победи, зашто тој е Господар над господарите и цар на царевите. И оние што се со него се повикани и избрани и верни. Или и оние што ќе се со него, и тие ќе победат заедно со јагнето. Христијаните, кога зборуваат за Исус, често пати нагласуваат еден од неговите атрибути или функции, позиции, а тоа дека Исус е спасител. Но ако ги читаме библиските стихови, ќе видиме дека постојат безброј текстови каде што Исус е представен на исто ниво како спасител, но и Господ. Дури секаде каде што се зборува за него како спасител и Господ, прво е ставен неговиот атрибут или неговата функција на Господ, а потоа спасител. И сега, зошто е важно ова нешто и зошто денеска сакам да зборувам на оваа тема и да нагласам дека Исус е Господ? Затоа што ние знаеме понекогаш како луѓе да отидеме во едната крајност и да пренагласиме само едната функција или особина на Исус. Ние знаеме за Исус да зборуваме често пати дека тој е нашиот спасител. И прекрасно е што Исус не спаси нас од гревот. Знаеме да кажеме Исус е нашиот пријател, тој е нашиот постар брат, тој е нашиот заштитник, тој е Словото Божјо. Но многу ретко нагласуваме дека Исус е Господ. Но христијаните уште од првите векови, уште од почетокот го гледаат Исус и како Господ, а не само како Спасител. Грчкиот збор што е употребен за Господ е Кириус. Од таму доаѓа кај нас можеби него сигурно доаѓа името Кире, од Кириус, што значи Господ или Господар. Сега, ајде да го погледнеме тој соодност, кога Новиот Завет зборува за Исус како Спасител и Господ, да видиме каков е соодносот во Новиот Завет. Што мислите, во Новиот Завет, колку пати Библијата го нарекува Исус Спасител? Колку пати во однос на Исус се спомнува дека тој е Спасител? Ајде да видиме колку е тоа. 24 пати. Значи, Библијата во Новиот Завет го нарекува Исус само 24 пати. Во целата Библија и во Стариот и Новиот Завет се спомнува 157 пати. А што мислите, во Новиот Завет само, колку пати Библијата го нарекува Исус како Господ? Ајде да погледнеме добре. 775, да, се извинам. Можете да видите дека разликата е огромна. Иако е неспорно дека Исус истовремено и двете. Тој истовремено и нашиот Спасител, и нашиот Господ. Но Библијата става огромен нагласок, една огромна диспропорција имаме во односот на Спасител и Господ. Тоа е затоа што Исус е првенствено Господ. И тој беше Господ и пред да стане Спасител. Тој е Господ и како што читавме, тој е Господар над господарите, царот на царевите. Читаме во Римјаните 10 глава 9 стих дека за да го прифатиш Исус за Спасител или за да се спасиш, дека е неопходно да го прифатиш и како Господ. Не оди едното без другото, тие одат заедно во пакет. Слушате што пишува. Ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Значи, што треба да исповедаш за да се спасиш? Дека Исус е Господ.
Дури овде не зборува ни да исповедаш дека Исус е спасител. Вели, ако исповедаш дека тој е Господ, ќе се спасиш. Ова е важното. Исто така во 1 Коринтијаните, 12 глава, 3 стих, читаме дека не можеш да препознаеш и да исповедаш дека Исус е Господ, освен преку Светиот Дух. Светиот Дух е тој што не пресведочува, Светиот Дух во нас ни кажува и тој ни ја открива ова вистина. Вели, никој не може да исповеда дека Исус е Господ, доколку не е воден од Светиот Дух. Воденото крштевање исто така вклучува исповед дека Исус е Господ. Сите оние што се крштевале, читаме во Дела апостолски 8 глава, вели, сите беа крстени само во името на Господ Исус. Ова јасно ни кажува дека тие што се крштевале во раните векови требале да исповедаат дека Исус е Господ. Во 1 Петрово 3 глава ни се кажува дека ние како христијани, кога сме го прифатиле Исус, од нас се очекува да го третираме Исус како Господ. Вели, почитувајте го Христос од се срце како свој Господ. Сега, досега зборувавме колку Библијата нагласува дека Исус е Господ. Но што во суштина значи тоа нешто? Што значи кога ќе кажеме дека Исус е Господ? Што представува тоа во општа слика и што представува за нас? Прво, тоа значи дека се е под неговиот авторитет. Тој е Господар над се и се подложува под него. Веќе читавме во Откровението дека пишува дека тој е царот на царевите, Господарот на господарите. И ова јасно ни кажува дека никој не е над него, се е под него. Сите човечки началства и власта, цареви, владетели, директори, председатели, кои да се сите организации се подчинети под него. Се што е, вели, на небото и на земјата, му се подчинува на него. Дури читаме во Ефесијаните, пишува дека секое колено ќе се преклони пред него и ќе исповеда дека Исус е Господ. Пишува дека Бог Отецот секи му подчини на него. Ова значи дека Исус е Господ. Тоа значи дека тој е Господар над се. Господ всушност значи во превод Господар, некој што владее над се. И се на него му е подчинено. Но тоа исто така значи, да го направиме полично, дека тоа е и мој и твој Господар и очекува да му се покоруваш. Ова значи применето за мене и за тебе. Исус е и твојот Господар. Дали се однесуваме така, тоа е другото прашање. И можеме во тој контекст да кажеме дека ако ние го прифаќаме Исус за Господар, тоа значи од нас се очекува целосно подчинување и целосна послушност или покорност. Ако читате во 1 Коринтијаните 6 глава, 19 стих, таму апостол Павле вели, не знаете ли дека вие сте храм на Светиот Дух, и потоа продолжува вели, и дека не припаѓате на себе си. Ако не припаѓаме на себе си, на кого припаѓаме? Припаѓаме на Христос. Ние му припаѓаме нему. И токму затоа Господ Исус очекува од нас целосна покорност и целосна послушност. Во Лука 6 глава, 46 стих, Исус вели, вие ми велите, Господе, Господе, а не ги вршите моите заповеди. Гледате, овде Исус јасно ни кажува дека едното оди заедно со другото. Ако ние му велиме на него Господи или Господару, Господару, ако тој е нашиот Господар, тогаш тој од нас очекува целосна подчиненост, очекува да ги вршиме неговите заповеди. Тој не е само наш спасител. Тој не е само оној што ти избави од гревот. Тој е и твојот Господар. И твој Господар, дека Исус е Господ, тоа значи дека од тебе се очекува целосно подчинување и целосна послушност. Затоа Исус вели, ако ме нарекувате Господе, Господе, и ако ми велите Господе, Господе, тогаш треба да ги вршите моите заповеди. Исус има кажано некаде околу 30 параболи во Новиот Завет. Параболи се оние приказки што Исус ги раскажуваше, што имат метафорична димензија. Исус зборуваше за
блудниот син, зборуваше за каполот и житото, и такви параболи ги имат некаде 30. Знаете ли дека 1/3 од тие параболи, некаде околу 9, го представуваат Исус како Господар? Не знам дали ќе се сетите на некој од нив, но еве на брзина чисто да се подсетиме. Кога зборува за разумните и за глупавите слуги, вели, и така верен и благоразумен слуга е оној кого што Господарот го поставил на своите слуги и тој им дава храна навреме. Понатаму зборува за оној Господар кој што направил голем банкет или вечера и ги поканил, им кажал на слугите да ги канат сите луѓе. Вели, и слугата дојде му каже на Господарот дека поканетите не сакаат да дојдат. Потоа читаме за досетливиот управител или настојник, кој што зборуваше во себе си што да правам, зашто Господарот ќе ми го одземе настојништвото. Зборуваме за раните и доцните работници на лозјето, кои што Господарот отиде и ги најми за да работат. Пишува, кога се свечери, Господарот на лозјето рече на својот управител: повикај ги сега работниците. И во сите овие случаи е употребен зборот Господарот. Во превод на грчки оригиналот стои Кириос. Во сите овие текстови Исус е представен како Господар. Ако Исус е Господарот, тоа значи дека Исус е Господ. Тоа значи дека тој владе на целиот свет, тој е мојот и твојот Господар и тој очекува од нас целосна послушност. Но што значи на дело кога ќе го прифатиме Исус за Господ? Што се случува ако ти го прифатиш Исус за твој Господ или за твој Господар? Да го прифатиш Исус како Господар значи да дозволиш тој да седи на престолот на твојот живот или тој да управува со кормилото на твојот брод. Ние немаме брод, но овде се мисли на нашиот живот. Затоа избрав и оваа слика. Често пати ќе најдете слични слики. Во некои слики го гледате Исус како го држи кормилото, но во некои слики како оваа личноста го држи кормилото, но Исус оној кој што стои позади и кажува каде да одиме. Тој е оној кој што ни дава насоки. Ние всушност го управуваме кормилото водени од Него. Ние го прашуваме Него или дозволуваме тој да го води нашиот живот. Тоа значи во пракса дека Исус е твојот Господар. Ако Исус е твојот Господар, тогаш ти ќе му дозволиш тој да управува со твојот живот. Тој да го управува кормилото на твојот живот. Има еден виц, полицаец запира автомобил и забележува дека во автомобилот позади воланот седи маж, а до него неговата сопруга. И го прашува, вели: Господине, вие ли управувате со возилото? И човекот одговора, вели: не, мојата жена управува, ја само извршувам наредби. Ја сваќате поентата. Ако неговата жена цело време му кажува: сега оди натаму, сега вози вам, сега ова ќе прави, сега почи тука, сега намали. Кој управува со возилото? Тој или неговата сопруга? Исто и во нашиот живот. Може би ние го имаме кормилото, но ние дозволуваме тој да управува, тој да не води. Има една прекрасна брошура која што го носи наслов 4 духовни закони. И во оваа брошура ни е прикажано што значи кога ние управуваме со нашиот живот, што се случува и што се случува кога ќе дозволиме Исус да биде Господарот на нашиот живот. И тоа е представено преку еден графикон. Овде гледаме на првата слика кога ние сме на престолот. Еве, ние седиме на самиот престол, а Исус е пострана. Во овој случај гледаме дека сите нешта во нашиот живот, дали станува збор за финансиите, за бракот, за што и да е, се во една хаотична состојба. Ние се обидуваме да управуваме со нив, но никако не успеваме. Затоа што ние сме на престолот, ние велиме: јас ќе управувам, јас ќе правам како што ја мислам дека е најпаметно. А Исус е тука само како наш пријател. Дали, ние си веруваме во Исус, но ние не дозволуваме тој да го води животот. Јас сум главниот. Што значи кога ќе дозволиме Исус да биде на престолот на нашиот живот?
Еве го вториот графикон. Исус е на престолот, јас сум покрај нозете на Исус. Животот тогаш е во една хармонија. Кога ние ќе дозволиме Исус да биде на престолот, тогаш животот добива одреден ред и хармонија. Затоа да биде Исус на престолот на твојот живот и да дозволиш Исус да ја преземе контролата на твојот живот, тој да биде твојот Господар, тоа не значи дека ти воопшто немаш никаква контрола. Тоа не значи дека ти ќе изгубиш слободата во твојот живот. Но тоа значи да дозволиш Негово водство, Негов авторитет и заштита. Затоа, кога утрово започнавме со богослужба, јас сакам да го читам Псалм 23. Псалм 23 најдобро покажува кои се благословите кога тој управува со твојот живот. И овде Давид го представува Бог како еден пастир кој што го води неговиот живот. Замислете го Бог да го води вашиот живот. Што би значило тоа поетски осликано? Давид не го представува поетски. Тој вели, Господ е пастир мој. И ако е Господ пастир мој, ако тој е мојот управител, ако тој е мојот Господар, ако тој го води мојот живот, знаете ли што е резултатот? Давид не го кажува резултатот. Давид вели, ништо нема да ми недостасува. Господ е пастир мој, тој е мојот Господар, тој е мојот управител, тој е мојот владетел, тој го води мојот живот. И знаете ли кој е резултатот? Вели, тој ме води на тивки води. Тој е оној што се грижи за мене. И ако читаме, еве повторно ќе се подсетиме, ќе видиме Давид ги набројува сите други благослови. Вели, тој ја одмара душата моја на зелени пасишта, ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата. Кога би поминал низ долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото. Зошто? Вели, бидејќи ти си со мене. Еве тоа значи да дозволиш Исус да биде твојот Господар. Ние многу пати се плашиме да му го предадеме кормилото на Исус. Ние сакаме ние да сме господарите на нашиот живот. Ние да управуваме. А Исус да биде само тука некаква декорација. Исус да биде тука покрај нас кој ќе ни затреба, чисто да го замолиме да ни исполни некоја желба, како духот од Аладиновата лампа. Боже, сега те молам, пари ми треба, погрижи за пари. Боже, сега те молам, здравие ми треба, дај ми здравие. Ама за се друго не ми се мешај, јас сакам да си управам за мојот живот. Јас сум господарот, ти стои по страна. Па знаете што се случува кога така живееме? Ова се случува. Но кога ќе дозволиме Исус да биде господарот, тој да биде на престолот, тогаш нашиот живот влегува во ред. Тогаш имаме хармонија. Затоа е важно да научиме Исус да му дозволиме да биде господарот. Исус е добар, праведен и милостив Господар. На едно место Исус вели, земете го мојот јарем, бидејќи е лесен. Да, кога Исус го прифаќаме за Господар, ние се ставаме под еден јарем. Но Исус вели, тој јарем е лесен. Исус е Господар кој што простува и кој што е милостив. Тоа не го покажува и преку параболата. Кога оној должникот дојде кај Господарот, вели, иако должеше многу, Господарот му прости се. Исус е Господарот кој што прости се. Тој ни прости се на мене и на тебе. Тој не е суровиот Господар со камши кој што вели, сега ќе те казвам, ќе видиш ти. Тој е Господарот кој што простува. Исус е Господарот кој што наградува. Ако читаме во една друга парабола, Матеј 25 глава вели, и неговиот Господар рече, добро си сторил, верен и сакан слуго. Беше верен во малку, ќе те поставам над многу. И тој го награди својот слуга. Овде Исус е представен во параболата како Господар, но Господар кој што наградува. Господар кој што е милостив, Господар кој што е добар. И нам ни е потребен таков Господар и добре што Исус е таков Господар. Ајде да видиме што понатаму значи да го прифатиш Исус за твој Господар. Рековме, тоа значи да дојде ред во твојот живот. Тоа значи да имаш Господар кој што ќе се грижи за тебе. Што се случува кога го прифатиш Исус како твој Господар? Тоа значи дека сатаната губи авторитет над тебе. Веќе не си под власта на сатаната.
Знаете, Библијата кажува дека и оние кои што не веруваат во Исус имат свој Господар. Само што нивниот Господар е Сатаната. Нивниот Господар е ѓаволот. Немојте да мислите дека тие луѓе не управува никој со нив. Тие луѓе се лажат, тие знаат да кажат, абе, ја на никој не се покорувам, јас ќе си живеам како што сакам. И баш тие што велат си живеам како што сакам, гледаме дека тие стануваат робови на дрогата, робови на алкохолот, робови на порнографијата, па на коцката, па заглавиме некаде во некој касино, па со долгови не можат да излезат. И тие луѓе всушност се робови. Тие имат исто еден Господар кој што ги јавнал на грбот, но тој е суровиот Господар. Тој е оној кој што сака да го уништи нивниот живот. И тој ги води по патот на пропаста. Но кога ќе го прифатиш Исус како Господар, тогаш ти веќе не си под авторитетот на Сатаната. И тогаш тој нема власт на тебе. Читаме во Откровение 12 глава 11 стих, кога пишува за Сатаната, пишува за нас кои што веруваме во Исус, вели, тие го победија со крвта на јагнето. Гледате, јас и ти можеме да го победиме Сатаната, но единствено со крвта на јагнето. Единствено ако го прифатиме Исус за наш Господ и Спасител. Има еден пример кој што мене многу ми се допаѓа и многу сликовито го покажува тоа нешто. Сум го кажал и друг пат. Повторно ова е една метафора, не е вистина, но зборува за некој човек кој што имал куќа на 3 спрата. Убава куќа, голема палата, и еден ден на вратата на неговата куќа некој тропа. Тој отвара вратата и гледа Исус. Исусе, јас верувам во тебе. Фала ти што ми дојде на гости, оди влези. Човекот го примил со драго срце, не го отфрлил. И рекол, бидејќи ти си ми многу драг гостин, јас тебе ќе те ставам во најубавата соба, во мојата куќа, му ја дава најубавата соба. После пола час некој друг тропа на вратата, тој отвара и гледа ѓаволот. Ау, таман сакал да ја затвори вратата, ѓаволот ја ставил ногата, успел да влезе и цел ден го измачувал, му го јавнал на грбот, го мачал, го измачувал, одвој успел да се ослободи од него при крајот на денот и ја заклучил вратата и се спасил. И се качува горе кај Исус, нервозен и луд, вели, Господи Исусе, ти знаеш ли дека ѓаволот ми дојде денеска, цел ден ме мачеше. Зошто не се симна да ми помогнеш? Ти беше во мојот дом. Исус му рекол, извини, ама ова е твој дом, ја не се мешам. Јас сум тука гостин. Ау, човекот си размислил, зошто Исус вака ми каже? Знам зошто си рече. Бидејќи му дадов само една соба, ќе му дадам повеќе. И се вратил назад и рекол, Исусе, јас греших, јас ти дадов една соба, еве ти давам цел спрат, целиот спрат е твој, уживај, се што ти треба во спратот твое. И пак се симнал доле, следниот ден пак некој тропа на вратата, овој отвара, пак ѓаволот, пак влегол, пак го измачувал цел ден. И вечер пак се ослободил од него, се качува горе, вели, Исусе, цел спрат ти дадов, оти не ми помогна. Исус вели, извинувам, јас сум гост у куќата. Јас не е ова мој дом, јас не се мешам. Човекот малку размислил и рекол, знам кај ми е грешката. Ги зел клучевите, рекол Исус, еве ти ги клучевите од домот, ова е твој дом, ти биди господарот на домот, а јас одам да си легнам. И после 5 минути тропа некој на вратата, таман човекот станал да се симнал, му текнал, чекај, не сум сега јас главен. Слушнал како некој по скалите се симнува, сватил дека Исус се симнува да отвори. Сега тој е господарот на куќата, тој сега ги има клучевите. Исус ја отвара вратата и ѓавот на врата, ау, вика, извините, грешка, сум ја сгрешил куќата и си сам минал. И човекот сега повеќе нема да биде вознемируван од ѓаволот. Знаете ли зошто повеќе не бил вознемируван? Затоа што тој ги предал клучевите на Исус. Тој дозволил Исус да биде господар во неговиот живот. Сега тој не управил, тој вели, Исусе, ти сега владееш со мојот живот. Ти си гладен, ти знам дека ако дојде непријателот, ако дојде оној со роговите, ти ќе ме заштитиш. Ти ќе бидеш на мојата страна. Токму затоа, кога ќе го прифатиш Исус за твој Господ, тоа значи дека ѓаволот го губи авторитетот на твојот живот. Исто така, трето нешто, кога ќе го прифатиш Исус за твој Господар или твој Господ, тоа јасно дефинира на кого служиш.
Ние често пати како християни кокетираме во овој свет и сакаме да седиме на две столици. Ние сакаме Исус да биде нашиот Господ, ама сакаме исто така да служиме и во овој свет, или да дозволиме овој свет да владее со нас. Или пак ние сами да си бидеме истовремено господари. Јас многу пати знам да слушнам христијани кои што знаат да кажат: мене нема никој да ми кажува јас што да правам, кај да одам, како да живеам, како да се облекувам, дали да одам на црква, дали да не одам, никој мене нема да ми кажува. Но тоа не е христијански став. Има некој кој што ти кажува. Господ Исус преку Словото ти кажува за одредени работи што очекува од тебе. И ако ти го имаш него за Господар, ако тој е твојот Господар, тогаш ти треба нему да си му послушен, а не да кажеш нема мене никој да ми кажува. Или ние сакаме во овој свет да уживаме во она што светот ни го нуди, а истовремено сакаме и Исус да ни биде Господар. Во Матеј 6 глава, 24 стих Исус вели: никој не може да служи на двајца господари, бидејќи вели едниот ќе го засака, а другиот ќе го намрзи. И продолжува Исус вели: не може да служите и на Бога и на Мамона. Мамон бил бог на парите. Исус вели: не може да служите и на Бог и на парите. Не може да трчате и по парите, и парите да ви бидат се, а потоа да велите: Исус е мојот Господар. Или ќе служите со парите на Бог, или ќе го употребувате Бог за да добиете по-големо богатство. Често пати ние обратно се обидуваме како христијани. Ние сакаме да го употребиме Бог, тој да ни направи повеќе пари во животот. Боже, благослови ми го бизнисот, благослови ми работата, дај ми да имам повеќе пари, дај да успеам повеќе, дај да имам поголема куќа. Ние сакаме Бог да ни служи на нашиот друг Бог, кој што се парите. Еве што има запишано на едно место. Вели вака: ако Христос е твојот Господар, парите ќе ти бидат само средство за да му служиш на Него и да го прославиш Него. Значи, или ќе го користиш Исус за да го воздигнеш твојот Господар богатството, или ќе го користиш богатството за да го воздигнеш Исус. Која од двете го правиш ти? Дали ги користиш твоите пари за да го воздигнеш Исус и да Неговото царство напредува, или го користиш Исус за да го воздигнеш своето богатство? Исус вели: не може и двете. Не може и двете. Ние сакаме парите да бидат нашиот Господар, сакаме Исус да биде нашиот Господар. Не може и двете. Или со парите ќе му служиме нему, или ќе бараме тој да ни служи на нас за да богатството напредува. Затоа, кога Исус е твојот Господ, јасно се дефинира на кого му служиш. Дали му служиш на Него или на нешто друго. И сега останува на крај прашањето: дали ти му се покоруваш на Исус како твој Господар? До сега зборевме што значи тоа дека Исус е Господ. Тоа значи дека Исус владее со се и тоа очекува да владее во твојот живот. Кои се придобивките ако го прифатиш Исус за твој Господар? Зборувавме и за тоа. Тоа значи дека тој е твојот заштитник, дека ѓаволот нема авторитет повеќе на тебе. Тоа значи дека тој е оној кој што управува со твојот живот и донесува ред во твојот живот, но не значи дека губиш слободата. И затоа на крај останува прашањето: дали Исус е твојот Господар? Знаете, кога минатиот пат зборувавме за разликата помеѓу вера и доверба, и рековме дека едно е да веруваш во нешто, или во некого друго е да имаш доверба. Ако ние го избереме Исус за наш Господар, ние покажуваме дека имаме доверба во Него. Но тука има и уште едно зборче кој што е слично. Имаме вера, доверба и верност. Исус не ја бара само нашата доверба. Исус ја бара и нашата верност. Тоа е разликата ако некого имаме за наш Господар. Кога Исус е твојот Господар, тој очекува и твојата верност кон Него. И сега ќе ви ја кажем разликата помеѓу доверба и верност. Ако претходно зборувавме за разлика помеѓу вера и верност, разликата помеѓу доверба и верност е оваа. Доверба е кога ти можеш да се подпреш на некого.
Верност е кога тој може да се подпре на тебе. И Исус ја очекува таа верност да ја имаме кон Него како наш Господар. Дали му се покоруваш на Исус како твој Господар? Дали си му верен на Него? Сега, за да го откриеме тоа, можеме да се тестираме во две работи. Прво, како се однесуваш спрема Христовите заповеди запишани во Новиот Завет. Има една книга што јас ја имам, во неја се издвоени 49 Христови заповеди. Тоа не се како оние 10 заповеди, не кради, не лажи, ама Исус има кажано многу работи, додека бил на земјата и се запишани во Новиот Завет и се во заповедна форма. Исус, например, заповедал на учениците да крштеваат и да се крштеваат. И кога Исус зборува за крштевањето, Исус заповедал сите што веруваат во Него да се крстат. Моето прашање е дали е исполнуваш таа негова заповед? Ако Исус рече, ако ти веруваш во мене, треба да се крстиш. Дали ти велиш, да, Исусе, ќе те послушам, ти си мојот Господ и твојот збор за мене е заповед? Или велиш, ќе си терам по моја? Многумина, иако се христијани, Христовите заповеди ги гледат само како некаков добар совет. Тоа е убав совет, ама дали ќе го применам или не, ќе размислам, ќе видам. Ако ми се допаѓа, ако не одговара на моите планови, ќе го применам. Ако не одговара на моите планови, не мора да го применам. Но знаете, ако Исус е твојот Господар, тогаш неговите зборови за тебе се заповед. Тие не се опција, тие не се совет. Ако Исус е мојот Господар, тогаш јас неговите зборови треба да ги прифатам како заповед. Затоа, првиот тест, дали Исус е твојот Господар, е запрашај се како се однесуваш спрема неговите зборови, спрема неговите заповеди. Дали кога Исус заповедал да се крстиме, ти велиш, Господ Исус, за мене тоа е заповед, ќе послушам, или си велиш, мене тоа не ми е важно. Исус заповедал на друго место, вели, бидете свети, како што е вашиот Отец на небото свет. Дали ги исполнуваш овие заповеди? Дали живееш свет живот? Исус понатаму заповедал, простувајте им на вашите непријатели. Дали простуваш? Или велиш, нема шанси, тој ми изгреше, што сака нека биде Господ Исусе, јас на него не му простувам, така да знаеш. Како се однесуваме на таа негова заповед? Или велиме, Господе, заради тебе, бидејќи ти си мојот Господ и ти ми заповедаш, иако не сака, лично ми се простува, ќе му простам, еве ќе те послушам. Исус заповедал да се молиме, молете се, вели Исус, и тоа на многу места. Бидете будни и молете се. Дали ја исполнуваме оваа заповед? Исус заповедал, проповедајте го Евангелието. Дали ја исполнуваш оваа заповед? Дали на твоите пријатели и блиски им кажуваш за радосната вест? Исус заповедал да бидеме, да вршиме добри дела и да помагаме на бедните. Дали ја исполнуваш оваа заповед? Исус вели, почитувајте ги родителите. И уште една, на крајот, Исус вели, кој сака да ме следи, вели, нека остави се и нека врви, нека го земе крстот свој и нека врви по мене. Со други зборови овде Исус бара, и тоа е вториот тест, да го ставиме него на прво место. Исус вели, ако јас сум твојот Господар, очекувам јас да бидам на прво место во твојот живот. И јас мислам дека е ферено такво барање од Исус. Фер е, ако тој е твојот Господар, да бара, да го ставиш него на прво место. Не може да биде Господар, а да биде на дното. Што значи да биде Исус на прво место? Тоа значи дека кога тој нешто ќе побара, тој ќе го има приоритетот. Ако треба да избираш помеѓу него и нешто друго, треба да го избереш него. Ако си спремен нешто да направиш во овој свет заради некој или заради нешто, треба да си спремен многу повеќе да направиш заради Исус. Примерот од една парабола ни кажува дека еден господар вели ги покани неговите поданици на банкет, на вечера. И тие еден по еден почнаа да се изговараат. И рекоа, извини ме, господару, не можам да дојдам. Извини ме, имам волови. Извини ме, се женив, не можам да дојдам. И тој рече, бидејќи тие беа недостојни, покани ги сите оние на улица. Што ни покажува овде? Дали овие поданици го третираа Исус како господар? Дали го третираа нивниот цар како господар? Не. Затоа што тие велеа, ти не си ни важен, јас имам поважни работи од тебе. Ако Исус е твојот господар,
Не може да има нещо што е поважно за Исус, за тебе од Исус. Имав една ситуација во црквата, разговарав со еден верник кој што забележав дека многу ретко доаѓа на богослужба. И го прашав што е причината. Верникот ми одговори дека богослужбата му била многу рано и не можел да станува толку рано. 11 часот му било рано. Вика, мене ми е многу рано, јас сакам да се наспијам толку рано, не можам да станувам и затоа не идам на богослужба. Јас викам, но тоа го правиш за Бог, за Господ го правиш. Вика, знам, ама мене ми е рано, сакам да се наспијам. И јас го прашав тој верник, истовремено тој верник одеш и на работа. Викам, добра, на работа, во колку часот одиш? А, вику, 6 саат останувам, сабајле, морам да станам и да одам на работа. Викам, добро, како можеш у 6 саата да станеш да одиш на работа, не ти е рано, а ти е рано 11 да одиш на црква? Неговиот одговор беше, ама там одам за пари, там ми дават пари. Интересно, замислете, значи, ако е за пари, ќе станам во 6. Ако е за Господ, не можам да станам ни во 11. И сега, одговорите ми вие на прашањето, кај тој верник, кој е неговиот Бог? Парите. Бидејќи тој е спремен да го направи за пари, она што не е спремен да го направи за неговиот Спасител, за неговиот Господ. Затоа велам, ако Исус е Господ во твојот живот, ти треба да си спремен да го ставиш на прво место. Ти треба да си спремен да го направиш за Него сето она што си спремен да го направиш за било кој друг. Ти не можеш да кажеш ќе го направам за прајче, ама не сум спремен да го направам за Исус. Па тогаш прајче ти е Господарот. Или ќе го направам за пари, ама не сум спремен за Исус. Тогаш парите ти се Господарот. Или ќе го направам за партијата, ама не сум спремен за Исус. Тогаш партијата ти е Господарот. Или ќе го направам за шефот, ама не сум спремен за Исус. Ако истото нешто си спремен да го направиш за било кој друг, ама не за Исус, тогаш тебе Исус не ти е Господарот. Затоа, овие две нешта се тест. Кој е Господарот во твојот живот? Дали Исус навистина ти е Господарот? Првото нешто рековме е како се однесуваш спрем неговите заповеди. Кога го читаш Светото писмо, се оно што Исус го кажал и го заповедал, дали велиш, Господе, ако ти си кажал, јас ќе го извршам без приговор, или пак си кажеш, ќе размислам, не ми се поклопува со плановите. А второто нешто е, дали го ставаш на прво место? Дали тој ти е поважен од се друго? Ако Христос кажал, ако тој е твојот Господар, тогаш живе како да е тој твој Господар. Применувајќи неговите заповеди според тоа колку можеш целосно. И сакам за крај само да кажам. Ние сега имаме избор додека Исус се уште не се вратил. Да го прифатиме Исус како наш Спасител и Господар. Но кога Исус ќе дојде, тогаш втората опција ќе биде да биде твој Господар и твој судија. Сега запрашај се, што сакаш да биде Исус? Сакаш да биде Исус твој Господар и Спасител или твој Господар и судија? Бидејќи тој сеедно е Господар над сите нас, тој сеедно е Господар на твојот живот. Само што тој сега ти се нуди да биде Господар и Спасител. Но ако не го прифатиш така, кога тој ќе се врати на земјата, тој ќе биде твој Господар и судија. Еве од каде го знам тоа нешто. Гледате што пише овде. Пред Исус сите суштества са на колена ќе клекнат, небесните, земните и оние подземните. Тоа те вклучува и тебе и мене. Вели, кога Исус ќе дојде, сите ќе клекнат пред Него. И отворено ќе признаат, што ќе признаат? Дека Исус е Господ. Тоа ќе му донесе слава на Бог Таткото. Значи, ако ти сега не сакаш да го признаеш за Господ, ти велиш, ќе си живеам што сакам, еден ден кога Исус ќе се врати, ќе клекнеш на колена и ќе признаеш дека Исус е Господ. Ќе го признаеш за Господар. Само што тогаш ќе биде касно, ќе биде доцна. Тогаш ќе биде твој Господар, но и судија. Ако сега го прифатиш како твој Господ, тогаш тој ќе биде твој Спасител. И аз мислам дека е многу по-мудро сега да му кажеме, Исусе, ти си мојот Господ. Знам дека ти ќе го промениш мојот живот на подобро. Сакам ти да управуваш со мојот живот. Сакам да ти дозволам ти да владеш на мојот живот, да ставиш наред во мојот живот. И ќе ти се покорувам во се што си кажал, затоа што знам дека тоа е добро за мене. Секој твој збор за мене е заповед и јас сакам да ја извршувам. Ти можеш денеска да го кажеш тоа нешто, или можеш да кажеш ти си живеам по моје, како што сакам. Исус вели добро, но кога јас ќе се вратам, јас ќе ти судам за твоите дела.
Јас си понатаму ќе бидам Господ на твојот живот и ти тој ќе го признаеш, ќе клекнеш, секој ќе исповеди, ќе клекне на колена, само што тогаш Исус вели ќе бидам твојот судија. Изборот е на мене и на тебе.